Јас не би можел да ја завршам мојата серија со Јаков како главна улога, без 32-та глава од Битие, она негово искуство, затоа што без ова нема да можеме да ја постигнеме онаа поента која што на почетокот ја нагласив, дека Господ може да постигне многу што со луѓе кои што произлегле од дисфункционални семејства, како што е бил Јаков. И вечерва ќе видиме дека сите ние сме помалку или повеќе налик на Јаков. Не се однесува ова само на она што го означува неговото име, лаж го, туку ќе видиме во кој смисол. Затоа за секого од нас е важно да се свати ова негово искуство кој што го има во неговата борба онаа ноќ во Битие 32 глава, кој што кажав. Иако можеби во некој процент, не многу голем, ќе се поклопам со една од проповедите на братот Дојчин од ова лето, но сепак ќе биде нешто поинако. Одиме поред, значи, почнуваме од првиот стих, знаете, Јаков раскрстил со Лаван и се упатува кон дома. 32 глава, први и втори стих читам. Јаков одеше по својот пат, кога во пресред му излегува Божји ангели. Штом Јаков ги забележа, рече, ова е Божјо воинство, затоа го нарече местото Маханаим, што во превод значи две војски, два табора, два логора и така натаму. Видите какви богати искуства имал Јаков, би рекол, јас му сум му љубомор на некој начин, затоа што имал вакви предности да често пати видливо го чувствува и го гледа присуството Божје и неговата заштита. Сеќавате кога излегол од дома, на 2 дена одење во Ветил го имал оној сон, каде со скалата, нели, каде што ги гледал оние ангели како оделе нагоре надолу. Да, значи охрабрување од Бога, ветување, но прекрасно ветување што го добил тука уште на почетокот на својот пат, дека Бог ќе биде со него на целиот негов пат и ќе го врати назад. Потоа гледаме и во оние 20 години дојде кај Лаван, и исто Бог го води тука. Бог ќе го изведе од таму. И сега, пред да се сретне со неговиот брат Исав, повторно Бог видливо му укажува на тоа дека е со него, дека ја има неговата заштита. Елен Вајд дури вели во Патриарси и пророци дека тоа биле баш како две чети ангели, значи едни напред на нели целата таа група, тука имало многу стока, значи знаете сето она што го предходница, а и од позади. Значи имало ангели, значи неверојатно. Но и покрај ова ќе го видиме Јаков во една ситуација во која што често пати ние знаеме да се наоѓаме, иако ние немаме вакви, не знам дали некој од нас имал вакво искуство, знаете дека ангелите се баш службени духови, како што вели во евреите, кои што се испратени за да ни служат нам. И кој знае какви све ситуации сме имале во животот, не сме известни, верувам дека, дај Боже, да бидеме во спасените, кога ќе ги разгледуваме некои од моментите во нашиот живот, во какви се моменти ангелите ни помогнале. Мене секојаш ме фасцинира онаа ситуација во 2 Цареви 6 глава, Елисеј и неговиот момок, се сеќавате во Дотан, кога се разбудили и кога овој момокот забележал огромна непријателска војска, арамејска, сиријска војска. И Елисеј потоа се моли да Господ му ги отвори очите, за да види колкава војска има на нивна страна, односно она ангелска војска. И тоа е навистина, ја верувам секојдневие. Не мора цела армија да не штити, меѓутоа доволно еден ангел, знаеме што може да направи еден ангел. А ние не сме свесни за тоа. Но Јаков
го гледа тоа, постојано има такви искуства. Затоа реков на некој начин, може да му бидам љубоморен. Но и покрај тоа е несигурен и се подпира на себе. Ќе го видиме тоа во целата 32 глава, доколку успееме да ја покриеме, ќе ми простите ако може малку отидам над 7 часот. Нема да биде проблем. Имено што е проблемот кај Јаков? Зошто е ваков? Зошто е несигурен? Затоа што совеста не му е чиста. Затоа што треба да се сретне со Исав, кога што пред 20 години го измами. И знаете дека неговата мајка на испраќање му рече: штом ќе стивне гневот на твојот брат, ние ќе дојдеме, ќе испратиме порака, ќе слушнеш и ќе се вратиш назад. Меѓутоа поминале 20 години, мајка му не е ни жива веќе, тој не ни знае, меѓутоа не слушнал таква порака и знае дека Исав е се уште луд. И што читаме сега од 3 до 5 стих? Јаков испрати гласници пред себе до брата си Исава во сириската земја во местноста Едом, сирската. И им наложи: вака ќе му речете на мојот господар Исав. Внимавајте како го ословува господар. Твојот слуга Јаков ти порачува: живеев при Лавана, се задржав таму досега, придобив говеда, ослиња, овци, слуги, слугинки. Му го соопштувам ова на својот господар, за да најдам милост во неговите очи. Значи Јаков овде се обидува да го умилостиви брата си, едноставно му дава до знаење дека не треба да се секира за имотот негов. Јас доаѓам со свој имот, имам доволно, значи не се секирај. Но што добива како одговор во 6 стих? Гласниците се вратија при Јакова и што му велат? Бевме кај твојот брат Исав, самиот тој ти доаѓа во пресет со 400 момчиња. Опа. И ќе речеме нормална реакција, меѓутоа и покрај таа заштита што ја има, значи на ангели напред, назад, 7 стих вели Јаков се исплаши и тоа многу. Во загриженоста ги подели во две дружини. Ако читате во 33 глава, ќе видите каде била неговата сакана жена, на крај, нормално. Луѓето, стадата, говедата, камилите што беа со него, сметаше ако Исав налета на едната дружина и ја нападне, другата ќе може да се спаси. Значи, еве го оној калкулански негов ум, или ум на шахист, шаховски ум. Значи, пред време сите потези. Повеќе потези, значи, има во главата пред време што и како. Повторно, значи, се гледа дека се подпира на своја собствена сила. И покрај, ќе кажам, видливата заштита што има од Господа. Сега, се сеќавате кога Лаван му доаѓа, кога тргнал по него? Јаков не се исплашил. Зошто? Не бил кабаат, што викаме. Не му сгреши на Лаван. Ако се сеќавате таму во 31 глава Битие, што му вели 36 стих? Тогаш Јаков се налути, дури овој му доаѓа и му вика: ти си ми ги украл идоли, мислам боговите. Без да знае тој дека неговата жена ги дигнала. И се налути Јаков и почна да се препира со Лавана во 31 глава, читам 36. И му вели отворено на Лава: како е моето злостопство? Која е мојата вина што ме прогонуваш? Не сум ја виновен. Ете, ги преврати сите мои работи, па каков предмет од мојата покуќна не најде. Стави го тука пред... И добро, окей. А потом е оној текст кој што минатиот пат го читавме. За овие 20 години ова ти служев, вака ти служев, се беше окей од моја страна, од твоја страна не беше окей. Значи, затоа Исав, Јаков, не се исплашил. Меѓутоа сега се плаши во предстоечката средба со Исав, затоа што е кабаат. Што ќе кажеме? Да, така велам јас по Свети Николски. Кабаат. И, знаете, Шекспир не за џабе напишал во на негово дело Хамлет, познатото дело. И дури баш во тој дел кај што доаѓа на to be or not to be, познато,
се вели, совеста од нас прави кукавици. Нечистата совест. Да се сетиме на Адам и Ева. Ја направиле белјата, Господ им се јавува, што прават тие? Се кријат. Им е страф, се плашат. На сличен начин многу христијани се обремените од своето минато. Знаете, кога Господ вели, дојдете кај мене такви какви што сте, натоварени, обремените, растоварите се пред мене. Тој и го мисли. Нема потреба нешто да криеме, да задржуваме, без оглед на тоа. Сите сме имале некое минато. И пазите, тоа ги обременува луѓето и едноставно прави од нив, им прави проблеми во животот. Стравуваат, мораат едноставно да се кријат, немаат смелост едноставно, немаат храброста. Од неодамна Јани, па и денеска мислам го цитираше Евреите, 4:15-16. Да се посетиме, зашто немаме таков правосвещеник кој што не може да сочувствува со нашите слабости, туку кој бил искушен во секако нас освен гревот, и така да пристапуваме смело кон престолот на благодата за да примеме милост. Меѓутоа, како тоа и во која ситуација може христијанинот смело да пристапи пред престолот на благодата? Па еве во 10 глава Евреите, 19 до 22, вели вака. Послушайте ги овие зборови. И така, браќа, кога имаме смелост да влегуваме во светињата преку крвта на Исуса, еве од каде доаѓа смелоста, еве кој го отворил патот, кој ни го отвори новиот и живиот пат низ завесата, односно неговото тело, и откако го имаме врховниот свештеник над Божиот дом, да пристапуваме, што е ли овде? Со искрено срце, во полна увереност на верата, со срца кои преку попрскување се очистени од зла совест и со тело измиено со чиста вода. Чисти срца, искрени срца, или 1 Јованово 3, 21 и 22, познати се овие стихови, вели вака: возлюбени, ако срцето не осудува, имаме смелост пред Бога. И што е да замолиме тоа во молитва, Господ ки ни даде. Значи, чистата совест, од чиста совест поголема придобивка мислам дека нема. Не само што мирно ќе спиете, меѓутоа едноставно животот ви е, значи не сте обременети со ништо, нема потреба се криете, нема потреба да се маскирате. Наместо кај Христа, значи луѓето да дојдат кај Христа, тие се оптоварени со вина, чувствуваат несигурност, страф, се кријат дури од самите себе некојаш. Овој свет може да кажеме како еден вид маскенбал, со многу маски, баш од тие причини. Сега едно прашање малку до постарата публика овде. Ке се сетите на песна, која што ја не сум ја слушал сигурно тогаш, сум бил мал, меѓутоа мислам дека на Сплитскиот фестивал на времето излегува песната од Сеид Мемич Вајта. Се сеќавате на Сеид Мемич Вајта? Да, песната, не знам дали се викаше така, меѓутоа оди вака. Живот е маскенбал, свако се крие, ако у себе сигуран nije. Живот е маскенбал, луѓи су криви, са туѓом маском лакше се живи. Интересно. Или јас знам да кажам, има една друга интересна мисла, ако ме прашаат како ти е животот, и одговорот следи: животот ми е како филм. Се околу мене глумци. Тоа е светот. Во тоа е претворен светот заради вина, заради тоа што луѓето не знаат што да прават со вината, заради тоа што се обременети со гревовите. Го гледаме Јаков, заради нечиста совест се тресе, му е страф. Како ќе се сретне сега со Исав? Овој пак доаѓа со 400 момчиња. Сигурно не за да го пречекаат. И затоа реков, во некоја смисла можеби сме и сите ние како Јаков. Забележите го само, значи, страф, калкулации, потоа доаѓа, му текнува да се моли, сега ќе дојдеме кај молитвата, потоа пак калкулации, читаме од 9 стих,
тогаш Јаков вика се помоли. О Боже на татка ми Аврама, видите каква прекрасна молитва кажува, значи многу силна молитва. О Боже на татка ми Аврама, Боже на мојот татко Исак, о Господи кој ми нареди, врати се во својот роден крај и јас ќе ти сторам добро. Значи се подсетува на неговата наредба, потоа вели не сум достоен, Јаков вели не сум достоен за сета добрина што ми ја искажуваше на својот слуга постојано, зашто некогаш само со својот стап поминав преку Јордан, а сега станав две дружини. Избави ме од раците на брата ми, од Исавовите раце, инаку се плашам дека може да дојде и да не убие и мене, и мајките, и децата. И вели, ти рече, ова е твое ветување, ќе ти давам изобилно добрини и твоето потомство ќе го умножам како морскиот песок што не може да биде изброен заради своето множество. Многу убава молитва, се значи потпира и се повикува на Божите ветувања, вели дека е недостоен и така натаму, но завршува со молитвата и што оди понатаму 13 стих, таму ја помина ноќта, а потоа од она што имаше при рака му приготви дар на својот брат Исав. Па нели се молеше на Бога? Нели се молеше на Бога? Нели Бог е тој кој што ќе те заштити? Повторно неговите калкулации. Цело време мисли сега, како да го милостивам. Да. И сега не мора да читаме тука се, ама 200 кози, 20 јарци, 200 овци, 20 овни, сена, куп 580, што крупен, што ситен добиток. 580, луѓе, од цело богатство, значи. Мито. Да. И им кажува што да кажува, значи ги поделил повторно во табори една група, да речеме први со стадо овци, или јарците беа, козите беа први. После другата група со овците, трета група, четврта, кој знае колку групи биле. И така дар по дар, и си вели Исав ќе се смекне. И 19 стих вели така им нареди на вториот, па на третиот и на сите други што одеа по стадата. Ова кажете му на Исава кој ќе осретнете. И кажете му уште, а твојот слуга Јаков и самиот иде по нас. Имено мислише, ако го смилувам однапред со подароците, а потоа се соочам со него, може би ќе ми прости. Така подароците тргнаа напред, доека тој ја преспа ноќта во логорот. 580 грла. Знаете, она убава песна што чат пат ја слушаме од Љубица од Ивана, се му предавам. Така ли се викаше? Така се. Еве само ќе спомнам првата и последната строфа. Се му предавам на Исус од срце доброволно. Нему вечно да му служам, за него ќе живеам. И последната. Се му предавам на Исус, себе си се предавам, дај ми Боже љубов, сила, благослов, подари ми. Но често ова звучи поинаку малку, како Јаков. Да велиме, сите овци ти ги предавам, Господи. Сите кози ти ги предавам. Чека уште нешто што има тука. Камили, едно, друго. Меѓутоа, Јаков не може да свати дека треба самиот да му се предаде на Бога. Тука е проблемот. Ем ја гледа Божјата заштита, ем гледа дека тоа е Божја волја, Бог го води назад, Бог му го ветил тоа и ем повторно настапува во своја сила. Затоа му било потребно на искуство во Фануил, како што вели Константинов, или Пениел, како што вели во ревидираниот превод. И 22 или 23 стих вели, стана во таа ноќ, ги зеде своите две жени, значи повторно последни мерки на заштита, прави, ги зледе своите две жени, своите две слугинки, своите 11 деца и премена преку бродот, вели тука на Јавок, или преку плиткото, најплиткото место на потокот, и ги зеде, ги помина преку потокот и предаде се свое, преведе се свое, се извинувам, и Јаков остана сам. Кога ќе останеме сами во вакви ситуации, тогаш е моментот кога, ако дозволиме, Господ може да делува во нашите животи и да ја постигне својата цел. Остана сам. Ова е шансата Бог да го научи на најголемата поука во животот и Бог лично се впушта во борба со него. Јаков ова не го сакал, пазите.
Што вели стихот 24. И некој се бореше со него, и тоа до зазорување. Значи, некој, знаеме ние кој е, тој во Осија, мислам дека се вели ангел, но знаеме дека тоа е всушност Исус, се оделотворил во овој случај. Тој мисли дека е непријател, тој мисли дека можеби си мислил можеби е Исав или некој од тие неговите. И почнал борба. Меѓутоа, тој некој ја започнал борбата со Јаков. Тоа е многу битно овде. И трае неверојатно долго, не знаеме кога почнала, меѓутоа до зазорување Јаков дава отпор, Јаков дава страшен отпор, иако овој човек, или ке свати самиот дека не е во прашање, обичен човек, можел за секунда да го сруши, ако сакал. Тоа се гледа, нели, од последниот миг што ќе го направи ангелот, кој ќе одопре на ногата на колкот, но така требало. Така сакал Бог да види колку Јаков ќе дава отпор, како што ние често пати даваме отпор. Господ сака да не скрши. Господ сака ние да му се предадеме целосно. Господ сака да ги признаеме нашите грешки, погрешки, гревови и така натаму. Значи да имаме, да ни се очисти совеста, да немаме никакви стравови, да не мора да се маскираме, да не мора да се преправаме, да глумиме и така натаму и така натаму. И 25 стих вика, откако види дека не може да го совлада, на кого се однесува? Па ангелот. Ангелот види дека не може да го совлада Јакова, таков отпор дава, му го измести бедрото при зглобот, така што на Јакова му се измести колку додека се бореа. Значи, Бог започнува со него борба, Бог бара нешто од него. Што бара? Па неговата самодоверба, неговите телесни калкулации, подпирањето на себе. Ако е потребно, ќе употреби и сила, за да го добие тоа Бог. И како што кажав, до зазорување се води оваа битка. Како Јаков успел да ја одржи борбата цела ноќ? Не знам, но знам дека неговата решителност да истрае не е поголема од нашата честа решителност некогаш да го истераме своето до крај и да го победиме Бога. Некогаш кога одиме по своја место Божја, своја волја тераме, и ние сме така исто упорни и се бориме, и се бориме, и се бориме, иако не можеме. И не можеме против Бога. Но Бог не оди против нашата слободна воља. Откако види дека не може да го совлада, значи, како што борбата напредувала, изгледало дека Јаков бил прилично изедначен со овој човек, со ангелот. Но тоа било само привидно. Значи, ангелот може многу лесно да го победи во секое време, искористувајќи надприродна сила. Нели? И понекој се чини дека човекот навистина може да се надпреварува со Бога. Човек или жена или било што, значи, во бунт против Бога можеби луѓето изгледаат како да се снаоѓаат добро, но борбата е изедначена само привидно, како во овој случај. Бог може да ја промени ситуацијата кога сака, во секунда, со своите надприродни моки. Но сето тоа што го прави за своји собствени цели. Целта негова е нас да не добие. Тоа е целта. И лесно е сега да замислиме како Јаков тука вложува огромни напори. Знаете, тоа е... Мене ми доаѓа онаа слика, прекрасна слика од Еремија, или каде беше, да, во Еремија, мислам дека беше онаа слика кога Еремија, или Езекиел беше, поправете ме, кога гледал на видение во грнчарската куќа, да, Еремија, кај грнчарот, без да знае Јаков дека е во оние мили раце на неговиот спасител, тој дава отпор, силен отпор. И знаете тамо што вели за грнчарот, дека се додека него оформи оној сад кој што сака да го оформи, пак ако треба, пак поново, пак ако не излезе садот, ако треба ќе го скрши после печењето, нели, и така натаму. Се до крај, се додека него оформи оној сад што тој го сака. И ние некојаш даваме отпор,
а всушност не сваќаме дека Господ е тој кој што сака да не скрши, односно да не натера да подпаднеме под Негова волја, да кажеме Господе, еве ти се предавам целосно. Јаков цела ноќ упорно се бори, чувствувајќи нели дека ја добива битката со својот противник под наводници, доека на крајот овој ангел неа менува ситуацијата во еден миг. И Јаков веројатно се чувствува многу поразено. Пазите, само со еден допир. Исчешен му е колко. Знаете ли што значи тоа? Вие не можете да стоите, а не па да се борите со исчешен колк. И што му преостанува на Јаков? Само да се фати. И то целосно да се фати за него, зашто нема што друго, тоа останува. И, знаете, ова е како Павле кога вели, кога сум слаб, тогаш сум силен. Тоа е тоа што Господ некојаш го постигнува, затоа и не доведува во некои такви ситуации. Јаков конечно треба да свати дека пред да се сретне со Исав, треба да се сретне со самиот себе, да се соочи со самиот себе, со неговите слабости, со неговата природа. Неговиот вистински непријател не е Исав, туку самиот себе. Самиот на себе. Тоа е најтешката борба. Сите ние знаеме, Елен Вајд го кажува тоа, најголемата борба е со самиот себе. Тој морал да се соочи со тие негови стравови, да види кој е всушност и од каде доаѓа целата таа вознемиреност кај него, нечистата совест, и да го остави гревот конечно. И потоа се вели, ангелот вели, пушти ме зашто се зазори, значи толку цврсто се фатил Јаков. Нема друго. До тогаш се бори во своја сила и сега одеднаш се чувствува толку немокен, значи како што кажу, не може да стои. Веројатно Бог потоа направил некоја интервенција за да му го врати некако колкот, иако продолжил да куца на таа нога. Инаку со исчешен колк нема шанси. Кај ќе оди, не може да мрдне. Пушти ме зашто се зазори, но тој одговори, не те пуштам доека не ме благословиш. Конечно Јаков сваќа од каде доаѓа вистинскиот благослов. Не е тоа што го доби он од својот татко. Бог кој ќе те благослови, тогаш доаѓа благословот. Значи Јаков е поразен во борбата, но конечно ја научил лекцијата и е пред огромна духовна победа во животот. Во физичката борба тој е поразен, тој е факт, го гледаме. Значи, беше доведен до состојба во која се што можеше да направи и да се држи за Господа со се што има. Веќе не можеше да се бори, меѓутоа можеше да се држи за Бога. И овде всушност Бог му одговара на погоре неговата молитва. Но пред да биде избавен, како што кажав, од раката на својот брат, како што нели тој бара во молитвата, Јаков мораше да биде избавен од својата собствена самоволја или самодоверба и така натаму. Јаков мислеше дека вистинскиот непријател е надвор од него во лицето на Исав, но вистинскиот непријател беше неговата телесна човечка природа, која се уште не беше покорена на Бога. И сега следуваат оние стихови 27 вели, тогаш го прашува ангелот, како ти е името? Се кажате, кога зборувавме пред година, 2-3, не знам колко беше, за една моја проповед под насловот Крадец на идентитети. Тоа е Јаков. Колку пати бил прашан од татко му, колку пати имал шанси да каже дека е Јаков. Не, јас сум Исав, најстариот син, јас сум Исав. Сега признал, конечно. Јас сум Јаков. Јас сум тој лажгото. И оној му рече, од сега нека ти биде името Јаков, а Израел. И сега е интересно. Јаков ја изгубил битката, очигледно. Меѓутоа видите што му вели Бог овде. Зашто се бореше со Бога и со луѓето и победи. Јаков ја доби најголемата победа во оваа битка. Потоа Јаков го прашува како ти е тебе името, а тој му рече, зашто прашува за моето име, би требало да знаеш, нели, во тој смисол тоа е чудно, веќе ти е јасно со кого се бориш, за кого станува збор.
Бог вели, значи, Јаков дека победил. Јаков победил во смисла дека истраел низ борбата, додека Бог целосно од него покори. Тоа било целта. Кога се бориме со Бога, победуваме само со тоа што ќе изгубиме. И нема да се предадеме додека не сватиме дека сме поразени. Ова е начинот на кој што Јаков победи. Значи, да се порази нашата самодоверба. Да се порази нашата волја. Подпирањето на нашата собствена сила, тоа е она што цело време го гледаме кај Јаков. Значи, тој се тетерави. Кај Господа оди во молитва, своји калкулации прави. Затоа реков дека сите ние сме слични на Јаков и можеме да се најдеме во неговиот лик. Дај Боже да некој од нас постојано, тоа е оно што ни фали, постојаноста, се држиме за Бога. И постојано секој утро го прашуваме: Господе, што е Твоја волја? Дај да ја творам само Твојата волја. Меѓутоа секојаш нешто ќе излезе. Ја вака, ја така, Господе, Ти вака, ама ја вака. Тоа е победата која што ја добил Јаков, која што е најголемата победа. И Јаков го нарече местото Фануил, зашто рече: го видов Бога лице в лице и останав жив. И забележите 31 стих: сонцето изгрева над него кога заминуваше од Фануил, кривеше заради колкот. Два спомена на крајот му остануваат на Јаков и ова место, кое што е Фануил или Пениел, но и хендикепот кој што му останал. Тоа постојано го подсетувало на тоа дека не можеш, бе брат, сам, не можеш. Не можеш сам, не можеш во своја сила. И еве Елен Вајд што вели во Патриарси и пророци, вели: Јаков го добил благословот за кој му копнеела душата, конечно. Му било простено она што го потиснал брата си и го измамил татка си. Така поминала кризата на неговиот живот. Животот му го загоршувале сомневање, очај, збунетост и грижа на совеста. Но сега се изменило. Настапил сладок мир на помирување со Бога. Не се плашел повеќе од средбата со брата си. Видите, кога имате смелост и кога нема страв, кога ќе се измирите со Бога, кога ќе ви биде чиста совест, нема никаков страв. Не се плашел повеќе од средбата со брата си. Бог, кој му ги простил гревовите, можел да го ублажи срцето на Исава, да го прифати покајанието и скршеноста на својот брат. И тој ќе се случи потоа во 32 глава, ќе има прекрасен пречек тој од Исава, иако нели Господ интервенирал и кај Исава, исто како што интервенирал и кај Лаван. Значи, Јаков веќе не се плаши од средбата со брата му. Интересно е крајот да се спомене ова, дека до крајот на неговиот живот се сеќавал на ова негово искуство и, ако не друго, подсетник му бил хендикепот, кој што му останал до крај. Забележите што вели Евреите 11.21. Евреите 11 глава 21 стих. Преку вера Јаков, значи ова се великаните на верата во 11 глава, преку вера Јаков, умирајќи, го благослови секој Јосифов син и му се поклони на Бога, што? Подпирајќи се на врвот од својот стап. Морал со стап, како поинаку, куцал. До крајот сватил дека треба да се подпира, дека не може во своја сила. Ова е една од најтешките лекции, можеби, што можеби ние да ги научиме, но затоа е била онаа страшна борба. Пуката е, да, од Јаков излегол Израел, меѓутоа после многу перипетии, цели 20 години, поминале и предходно, ако зборуваме за времето во неговиот дом, кај татка си, кај мајка си, значи сите они негови калкулации, цело време мислил како да се добере до благословот, значи како во своја сила, на свој начин да дојде до благословот кој што веќе бил ветен, знаел дека нему ќе му припадне.
И цело време е тоа кај него, цело време тоа е слика и за нашите животи, веројатно ќе признаеме. И му било потребно ова искуство на крајот на кај Фануил, за да конечно свати дека не може сам, дека целосно треба да му верува на Господа и целосно да му го предаде својот живот на него. Јас мислам дека ништо повеќе нам не ни треба од тоа. Тоа е она вистинското. Ние можеби се уште се бориме, но мораме да знаеме дека не можеме да го победиме Господа. Точно е, до крајот ние можеби нема да се предадеме. Не дај Боже така да биде. Господ нема да ни се противи на нашата слободна волја. Меѓутоа, тој прави се од своја страна. Значи, тоа е оној кој што не ја напушта битката, кој што гледаме овде. Бил трпелив, доволно трпелив да ги трпи сите оние, да го трпи целиот отпор од страната на Јаков, да го трпи нашиот отпор, се до крај, се доека не го скршил него и се доека не скрши и нас. Не престанува ништо друго, освен да му се предадеме на Бога, драги браќи и сестри, затоа што сами никако не можеме. А не е проблем ако можеби сме излегли од некој дисфункционално семејство, не е проблем ако имало кој знае какви се моменти во нашиот живот, Господ и од нас може да направи победници. И тоа го сака. А не може ни поинаку. Ако сакаме да бидеме од тој духовен Израел, тоа ще треба да бидеме и ние Израел, како Јаков, да бидеме победници. Со Божја помош секако можеме. Слава нека му е. Амин.